Ти си ко Барбика, лоше и без правила, знам што би ме правил. Беби врела као фавела, не верувам лесно, а ти лесно би ме завела. Ти си беди, беби рола, поглед следи, мисли прљави гонат. Се наоѓаме во прекрасната летна тераса на Specialty Coffee 7 грама во Аеродром. Овде со мене денес е Таско, со кој што мислам дека одамна не сме се виделе. Како си денес? Супер, да ти кажам, право, многу убава атмосфера и кафе и интервју. Прекрасна енергија чувствувам, а посебно те поканив денес да разговараме за трилогијата која што објави новите твои 3 песни со наслов Афганистан, Руски рулет и Бејби. Најпрво да започнеме со тоа кој си работеше на проектот, колку време ти требаше и слично. На проектот работеа повеќе луѓе, текстовите се мои, генерално песните се нови. Давид Ивановски е задолжен за микс и мастерот, Клаути, Джози и I'm Not a Fan се задолжени за аранжманите, Фико е задолжен за микс и мастер на Афганистан, Колјо ги работеше спотовите, многу луѓе работеа на овој проект, меѓутоа како испадна како аудиовизуелен момент се, мене многу ми се допаѓа и стварно добива добар одзив. Има ли некоја од 3 песни што најмногу те представува во моментот и која е твоја омилена? Можеш ли да издвоиш? Од 3? Сега вака ќе бидам малце конструктивен, да кажам на некој начин. Можеби Афганистан ми се допаѓа највеќе како целосен проект, како целокупен проект, а од друга страна Бејби ми е некако онака најфаворит. Руски рулет ме представува најдобро. Каде ти доаѓаш инспирацијата за овие песни? Сподели некоја анекдоти што се случува од снимањето на видеоспотовите и баш би сакала и нашите гледачи да видат нешто од позади сцената што се случуваше, да им ставиме некоја појасна слика од тоа како изгледа сето тоа. Снимањето беше доста интересно, беа уклучени многу луѓе, имаше танчери, Бока Конга исто дојде на снимање, имаше статисти, некој Арди дојде исто на снимање како момент, Марко Тасевски исто беше, така да беа многу луѓе вклучени во снимањето на спотовите. И одеше по план како што треба. Да, за прв пат се одеше по план. Искрено, јас дури пошто секад кога снимаме некој спот, мора да искочи некоја работа, ја дури бев фикао, викам не е могуче да се иде како што треба, знаеш, и се беше кој што треба. Студио Трајановски кој што ја правеа шминката за сите, мислам дека изгинаа со нас цел ден. Имаше многу доста интересни моменти, ама што знам, како најинтересен момент може да го издвојам еден момент кај што, да речам, Марко ме тетовираше, мени тргна го тетовира Арди како у фазон, дојди во мусиглат, Арди има уплав од игли, почна бега, тоа го има и у behind the scenes, ти почна бега, беге, почна да се дере. Ама генерално убаво и забавно снимање имавме. Одлично. Како си задоволен со бројките досега? Објави дека имаш 10.000 прегледи досега и дека си позадоволен со реални бројки, него ли веќе да спонзорираш? Би сакала и нешто за таа изјава да ни откриеш, а и еве како ти си задоволен досега од сето тоа како се одвива? Генерално, кога станува збор за тие работи, ја мислам ги поддржувам тие маркетинг потези на многу луѓе, јас дури сам го имам правено тоа, имам станано, пари и финанси во тие Google Ads, меѓутоа некако сватив дека нема некој значаен бенефит кога е во прашање песна, освен тие прегледи кои што ќе ги додае, меѓутоа на слушачката публика е битно да е, мене ми е битно да е реално тоа и да го представува баш тој момент што треба да го представи, нели? Ако се 10.000 реални прегледи, нека се 10.000 реални, него милион некој таму кај што сум ги платил. Поготово во корпорации кои што стварно заработуваат енормно многу пари од маркетинг и од се останато што се пласира кај нив, и се одлучив на овој потек поради тоа што сакав се тоа да биде некако органски и да имам во предвид, например, колку тоа се слуша и колку луѓето го гледаат и го се врзуваат со целата таа приказна. Искрено ти кажам, 10.000 прегледи за една недела се солидна бројка со оглед на тоа дека имам нов канал и дека почнам се од почеток и ете така уживам во патувањето сега за сега. Дали сега повеќе или помалку размислуваш пред да се одлучиш да објавиш нешто? Многу помалку размислувам се. Лесно ти оди? Да, многу полесно ми оди. Некако сега гледам да вадам што повеќе песни, да не ги, што се вика, да не бидам, да не се затуцувам толку во еден проект и као чекај дали е правилно, дали не е, туку едноставно ако го чувствувам во моментот дека е добро и дека мене ми се допаѓа, го пуштам и луѓето да го чујат и тоа е тоа. Во која фаза од животот мислиш дека сега се наоѓаш?
Во најубавата. Во најубавата. Зошто? Па затоа што сум трезен веќе подолго време, се чувствувам силен доста, мислам силен и физички и психички и мислам дека сум во една фаза каде што сериозно имам и сила да поднесам се што ќе ми зададе животот како удар и да се изборам со многу работи. Што ти е најголема цел до крајот на оваа година? До крајот на оваа година ми е цел да видам дали ќе успеам да извадам уште еден албум, затоа што сум во подготовка на втор албум веќе, мислам го правам и сакам да видам дали ќе го решам до крајот на оваа година. Мада се надевам дека ќе успее и во тој албум сакам да ставам повеќе соработки со некои артисти со кои што не сум направил соработки до сега, така да тоа ми е целта за оваа година. Последно прашање, има ли нешто што денес го цениш повеќе отколку порано? И што е тоа? Станувањето во 8 Сабајле. Искрено. Што го збореве, да, предофицијално се. Да, затоа што порано, например, кога сум станел 8 Сабајле, сум бил као, леле, кој ќе станува, леле, зашто станувам волку рано. Сега некако многу ми е убаво да станувам рано и некако целиот ден ми трае многу подолго, така да, сега го ценам тоа многу повеќе неголи порано. Благодарам многу, Таско, и со нетрпение како и секогаш чекаме да видиме што ново ќе ни подготвиш. Фала ви на поканата и се гледаме во наредно интервју. Сите погледи се вртат каде гази таа нога. И знам дека морам да пројдам низ твојот оган. Ти сакаш да те молат, а ја не сум бебе тоа. Еуфорија да тргнам на кај тебе за да можам да те добијам. Кој е твојот код, дали можам да го пробијам? Таква кој што си ти не ми дава да те одбијам. Ти си тип-топ, нон-стоп и секад средена го за писта. Пум клуб коко, а ти си знам ко мене иста. Ти си тип-топ, нон-стоп и секад средена го за писта.